Имам јас одедно лично на местото, дека се исечени огромна шума, која ние одеме редовно, посетуваме Мала река, на излет. Значи, тоа е срцето на нашиот град. Јас сум тука роден. Значи, таа река постоje за градот, а мислам дека и за градоначалникот постоje. Ама ние не ги интересира тоа. Ние ги друга работа интересира. Значи, таму никакво градење. Целиот град треба да стане. Целиот град треба да стане да спрече. Ова сведоштво го покажува револтот на повеќето жители на Кочани кои што се противат на изградбата на малата хидроелектрана на Мала река. Откако им беше скратено правото на јавна расправа да се произнесат околу оваа прашање, најавуваат дека борбата за зачувување на животната средина ќе ја продолжат преку барање за распишување референдум. Граѓаните децидни велат дека Мала река за нив значи живот и дека со изградбата на малата хидроелектрана е можно загрозување на акумулацијата на браната градче. Граѓаните бараат референдум, нека го организираат. Ние сме свесни дека сето тоа чине пари. Меѓутоа, здравието на луѓето, здравата околина дефинитивно мора да има црвена линија за неа да нема цена. Знаеме можеби дека ќе има и ако победи референдумот, ако победат граѓаните, ако им се послуша и после референдумот зборот, ќе има можеби казнени финансиски поени, меѓутоа тоа е само пара што сепак преку даноци народот пак ќе ја врати. Здравието никој не можеме да си го вратиме. Малата хидроелектрана треба да биде лоцирана во заштитното подрачје Осоговски планини, на поток што се влева во вештачката акумулација градче и во поголемиот дел од годината речиси пресушува. Со сечата на повеќе дабови, багреми и тополи околу Мала река се деградира шумскиот појас, а штета ќе претрпи и асфалтираниот пат до браната градче. Ние сакаме да ни се овозможи демократски да се изјасниме дали сме за или против изградбата на оваа мала хидроцентрала, а потоа доколку не ни е тоа возможно, ние како здружение самите ќе поднесеме, ќе ги собереме тие подписи кои што се потребни за да се одржи тој референдум, па и ќе апелираме на самиот референдум за масовност во излегувањето за да се изјаснат граѓаните секако негативно, како што е и нивниот став во врска со изградбата на оваа мала хидроцентрала. И покрај тврдењата на градоначалникот на Кочани Никол Чојлиев дека е против изградбата на малата хидроелектрана, тој не сакаше директно да ни одговори дали би го поддржал референдумот и граѓаните. Според него му биле врзани рацете со претходните постапки и издадени дозволи од страна на државните институции, па тој нема можност да одолговлекува со издавање на градежна дозвола на инвеститорот на малата хидроелектрана на Мала река. Да бев лице кое е надвор од локалната самоуправа, секако дека ќе добиевте одговор онака како што јас мислам. Меѓутоа, сепак јас сум моментално градоначалник на општина Кочани кој ја застапува општината и мора да постапува како и секој друг согласно позитивните законски прописи. Значи, ние како локална самоуправа, иако нашите надлежности се многу минимални, односно скоро никакви во делот на одлуките за изградба или неизградба на мала хидроцентрала на местноста Мала река. Од фирмата инвеститор Дис Енергија вела дека се неиздржани реакциите и противењата за изградба на хидроелектраната на Мала река. Најавите за собирање потписи и организирање локален референдум оттаму ги квалификуваат како обструкции и притисок. Сите процедури во постапката за добивање дозвола за градба се испочитувани. За изградба на малата хидроелектрана компанијата даде најповолна понуда на јавното лицитирање за прибирање понуди и отвори банкарска гаранција во износ од 765.000 денари. На 11 април 2018 година уредно е склучен концесиски договор, а 15 дена подоцна компанијата плати еднократен надоместок за концесија во износ од 689.500 денари. Оттаму нагласуваа дека со потпишувањето на договорот за комунали, кој е последен документ во постапката пред издавање на одобрение за градба од страна на надлежните, постапката било успешно завршена.
Дис Енергија е концесионер и на малата хидроелектрана на Шталковска река во Пробиштипско-Турско рудари, каде што граѓаните исто така се противат на изградбата. Државата засега не покажува интерес да одговори на барањата на граѓаните и да ги стопира овие проекти, иако еколошките здруженија укажуваат дека доколку се изградат хидроелектраните на овие реки, ќе биде нанесена непоправлива штета врз природата.